Покрај пандемијата со COVID-19, во последно време дефинитивно имаме и пандемија со дезинформации. Бидејќи вирусот COVID-19 е прилично нова појава и не знаеме многу за него, многу лесно може да се случи да потпаднеме на дезинформации и да поверуваме на информации кои што не секогаш се точни, а често се и штетни. И не, ако поверуваме на лажна информација, не значи дека сме глупави, тоа само значи дека не сме ја провериле информацијата која што ја споделуваме или во која што веруваме. Многу често се случува луѓето да видат некоја информација на Facebook или на некоја веб страна и да мислат дека оваа информација е валидна и може да му помогне на некого и ја споделуваат таа информација со своите пријатели, мислејќи дека прават нешто добро, дека помагаат, а всушност не ја провериле таа информација и се работи за лажна информација која што може да наштети, односно да го има обратниот ефект од оној кој што сме сакале да го постигнеме. Во соработка со Вистиномер во наредниот период ќе споделаме на серија на видеа во која што баш ќе зборуваме за дезинформации и за сите техники на манипулација со информации, манипулација со јавноста. Во ова видео ќе зборувам за 3 типа на дезинформации, 3 типа на манипулирање со јавното мислење. Првото е лажно представување на личност, второто е лажно интерпретирање на видеоматеријал и третото е теорија на заговор. На социјалните мрежи прострои еден текст за кој што се вели дека е напишан од здравствен работник, во кој што се делат паушални совети и третман за COVID-19. Ова е класичен пример на лажно представување како здравствен работник со цел да се добија кредибилитет на она што е напишано надолу, со цел сите ние да поверуваме во она што е пишано надолу. Во текстот се вели дека витаминот С и пиењето на многу вода го успорува ширењето на вирусот. Меѓутоа, консултираните виролози велат дека ова е невистина. Освен тоа, текстот дава алтернативен начин како може да проверите дали сте позитивни или негативни по дома. Меѓутоа, вистината е дека единствениот начин како можеме да знаеме дали сме позитивни или негативни е со направен тест. Ова е еден одличен пример на дезинформација која што се шири и луѓето ја споделуваат со цел да им помогнат на своите пријатели. Мислат дека прават нешто добро, позитивно, а вистината е дека се случува баш обратното. Затоа е многу важно пред да споделиме нешто, да го провериме. Вториот пример се однесува на вест која што прострои исто така на социјалните медиуми, а тоа е дека здравствените работници во Франција протестираат и ги соблекоа белите мантили во знак на протест против лажната пандемија со COVID-19. Во оваа вест беше ставено и видео како докторите ги соблекуваат мантилите. Меѓутоа, проблемот е што за видеото се тврди дека е снимено во октомври 2020, а всушност вистината е дека видеото е снимено во јануари 2020, кога во Франција немало ниту еден позитивен случај на COVID-19. Што значи, протестот во видеото е за нешто сосема друго кое што нема врска со COVID-19, ниту со пандемијата. И ова е еден пример на намерно ширење на дезинформација со цел да се направи раздор помеѓу луѓето, да се створи двоумење помеѓу луѓето, едноставно луѓето да помислат можеби докторите во Франција знаат нешто повеќе од мене, можеби навистина оваа пандемија е лажна. Во третиот пример се работи за пост каде што се измешани религиски убедувања заедно со дезинформации за вирусот и меѓу другото се вели дека тестовите не се за дијагностика на коронавирусот, туку за земање на вашата ДНК и потоа правење клонови.
Освен тоа, вели дека полициските часови се само направени за да се контролира народот и да се одземе слободата, а стоењето на Мета Рипол имало сатански елементи. Сите овие работи се веќе побиени со факти и истражувања, меѓутоа тоа не ги спречува луѓето да ги шират и да ги развиваат овие теории на заговор. Теориите на заговор се се почести и најчесто се создаваат за некој да има некаков бенефит од нив, дали економски или политички. Меѓутоа, многу често овие теории на заговор започнуваат како шала, некој некаде ќе се позеза и ќе напише некој текст, некоја луда идеја, а после тоа оваа луда идеја ќе биде интерпретирана како вистина, затоа што нели може да послужи во нечива агенда. Ова се само дел од техниките и видовите на дезинформации на кои што можеме да подклекнеме и треба да внимаваме. Затоа, особено во време на светска пандемија, е многу важно да ги проверуваме информациите. Ако сакаме да споделиме некоја информација, е многу важно да се осигураме прво дека е точна и од доверлив извор. А во наредното видео ќе зборуваме за фотомонтажа, вадење од контекст и лажна изјава.